Господине Ристов, како течат подготовките за престојното издание на Струмичкиот карнавал? Преостануваат уште околу месец дена од стартот на карнавалските денови во Струмица. Па веќе подготовките се при крај, одиме веќе на обезбедување гости на карнавалот, веќе сите се поканети, се пријавуваат скоро сите карнавалски групи од странство, нашите карнавалски групи ќе ги пријавиме малце покасно. Што се однесува до оние припреми околу озвучување, околу обезбедување хотели, исхрана на гостите, подготовки на програмите за детскиот карнавал, за големиот карнавал, веќе сме при крај. Секако, овој месец дена останува некои работи да се докристализираат, да се досредат. Има ли измени во програмата за годинашново издание на Струмишкиот карнавал? Кои се активности ќе бидат вклучени во годинашниве 7-дневни карнавалски свечености во Струмица? Не, немаме големи измени, како и секоја година. Карнавалот почнува со детскиот маскенбал во среда, во четврток имаме концерт под маски кој го организира музичкото училиште. Во петокот е средба со странските карнавалски групи, а вечерта во хотелот Сириус е Струмичкиот маскенбал, каде што се избира принц и принцеза на карнавалот. Во саботата веќе, последните неколку години во сабота е интернационалната карнавалска поворка. Еве тука ќе имаме скоро 2000, можеби повеќе од 2000 маскирани луѓе, ќе се оценуваат карнавалските настапи и маски и секако се доделуваат како и секоја година награди во повеќе категории. Во неделата е детскиот карнавал, каде што учествуваат над 1500 до 2000 деца, тоа е зависно од временските услови, знаеме дека децата излегуваат кога е малку потопло. Подготвени сме доколку времето е ладно или имаме дожд. Детскиот карнавал ќе биде пак долу под плоштадот во покриениот паркинг простор. Во понеделникот е веќе чист понеделник, го славиме тој празник пред празникот на армасаните пред Тримери. Вторникот ќе се направи карнавалското корзо и доделување на наградите и среда завршува карнавалот со одбележување на празникот Тримери. Морам да спомнам дека во меѓувреме еве се подготвува и меѓународниот фестивал на афоризам и карикатура кој е во склоп на карнавалските чествувања. Во Центарот за култура веќе пристигна и се оценуваат афоризмите и карикатурите и ќе имаме една изложба и презентација на сите тие афоризми. Да не забораваме, имате изложба на фотографии со маски. Да, изложба, секако. Богата е програмата. Еве, сега годинава имаме и неколку најави од карнавалски здруженија кои слават дали 20 и 25 години, тие сакат да направат некоја своја ретроспектива во овие денови. Ќе се потрудиме да ги вметнеме во програмата и да ја збогатиме секако програмата која ќе биде достојна на Струмишкиот карнавал. Спомнавте дека ќе имате странски делегации. Колку гости очекувате од странство годинава на Струмишките улици? Па да, секако еве годинава ќе имаме околу 600 луѓе во повеќе групи. Очекуваме гости од Бугарија, од Србија, од Црна Гора, од Хрватска, од Словенија, од Италија. Преговараме со неколку групи од Турција и еве веќе проблем ни е сместувањето во Струмица. Ние имаме обезбедено околу 600 легла и мораме да ги ограничиме гостите на тој број. Инаку Струмичкиот карнавал е надалеку познат. Не случајно и нашиот председател е член на бордот на ФЕК на Европските карнавалски градови. Тоа е еден, како да кажем, подстрек и Струмичкиот карнавал да се развива и секако дека го ценат во Европските карнавалски градови. Ристов, не ве боли тоа што Министерството за култура, односно државата, ве маргинализира наспроти вакви манифестации во државата кои што добиваат средства од државниот буџет? Се бориме, секоја година се бориме. Јас пред некој ден кога излезе програмата при Министерството за култура објавив дека Струмичкиот карнавал ди годинава не е прифатен. Проектот на Струмичкиот карнавал не е прифатен. Од кои причини еве очекуваме деновиве да добиеме допис од Министерството. Морам да напоменам, минатата година добивме 100.000 денари кои беа понижувачки за нас и градоначалникот не го потпиша договорот со Министерството за култура. Секако средства ќе има,
општината стои зад карнавалот, големите наши поддржувачи континуирано, оние кои големи спонзори се тука присутни, најавија дека ќе го поддржат карнавалот, така да она што е испланирано во програмата ќе биде и isfinansirано. Сметате ли дека доколку ги добивате тие пари од државата, Струмичкиот карнавал ќе биде далеку поуспешно организиран? Како не? Ние скоро 25 години работиме, еве јас конкретно работам 25 години во карнавалот, сме добивале средства. Сме добивале и малку средства, сме добивале и повеќе средства, но тоа значи голем потстрек и поттик за луѓето кои го прават карнавалот, секако и за оние кои се маскираат. Ќе имаме повеќе средства, ќе имаме повеќе пари за да ги направиме маските побогати, да им партиципираме со поголеми награди или еве ако добиеме ние средства од министерството, ние можеме да ги помогнеме сите карнавалски групи со некои средства кои ќе допринесат за збогатување на карнавалот. Секако и програмските содржини ќе бидат побогати. Но не знам, еве, јас сум длабоко разочаран од односот на министерството. Ако споредам Струмичкиот карнавал во последните 5 години, 2013 беше прогласен за најдобра манифестација на отворено од Министерството за економија. Во 2012 беше во списанието Arabian News вметнат меѓу 20 топ дестинации или топ карнавали. 2 пати сме избрани за супер бренд на годината. Тоа значи дека Струмичкиот карнавал има бекграунд, направил нешто, се докажал не само во Македонија, него и надвор од Македонија. Нашите карнавалски групи се барани низ целиот свет. Еве, струмичките карнавалисти патуваат од Бугарија до Италија, до Холандија, до Данска и така натаму. Меѓутоа, овие патувања се секогаш на грбот на учесниците. Ако Министерството застане зад карнавалот, ние секако достојно ќе го прикажеме и Струмичкиот карнавал, меѓутоа и Република Македонија достојно ќе ја прикажеме надвор од границите. Не знам, еве, јас не би сакал да навлегувам и не би сакал да ја вметнувам политиката, меѓутоа ако добро се разгледат, јас сум во културата скоро 30 години, ако добро ги разгледаме односот Струмица и Министерство за култура, ќе се види дека не е само на полето на карнавалот ова маргинализација, него и во сите други манифестации кои се во Струмица. Морам да напоменам дека истото се случува и со фестивалот Ристо Шишков, исто е и со фестивалот Астерфест. Најстарата ликовна колонија исто така е ставена на маргините на она што се вика финансирање од Министерство за култура. Театарот секако. Не знам, јас би рекол дека најмалку би требало политиката да биде вметната во овие културни збиднувања, меѓутоа многу е присутна. И сум разочаран што културата во еден град ја ценат преку политиката во еден град. Струмица не е град на една партија или на друга партија. Струмица живее и ја сака културата. Дали без поддршка на Министерството за култура успешно ќе го реализирате годинашново издание на карнавалот? Па, еве, ние сме спремни, веќе буџетот е она што го испланиравме, се надеваме 70% од буџетот веќе е реализиран, општината застана зад карнавалот со 2,5 милиони, веќе околу 1,5 милиони денари имаме обезбедено од спонзорите кои се континуирано присутни во Струмичкиот карнавал. Не останават уште малку средства, еве јас би го искористил вашиот медиум да ги замолам сите оние луѓе кои го сакат карнавалот, сите оние луѓе кои што живеат во Струмица да смогнат сили да партиципираат во карнавалот, секако тоа се враќа на струмичани. Пред некоја година претседателот на ФЕК Фердинанд ван ден Крон направи некоја математика и вели дека во Струмица се вртат околу 1 милион евра во деновите кога се случуваат карнавалот. Секако тука бенефит добиваат угостителите, трговските работници и скоро целото стопанство во градот. Ристов, јас ви благодарам на ова интервју. Благодарам.